Моето претеничко прашање до Министерот за транспорт и врски беше иницирано од амандманската расправа, бидејќи при одбивањето на амандманите од страна на министерот или заменичката на министерот за финанси, добивавме нелогични одговори дека тие немат ама баш никаква информација кои проекти јавното претпријатие за државни патишта ќе ги реализира во текот на 2019 година, и од тој аспект беше моето претеничко прашање до министерот. Одговорот го добив 15 на минути пред почетокот на седницата, но како и да е, сакам да се заблагодарам на министерот за навистина експресниот одговор кој што ми го испрати, и покрај тоа што од истиот можам да констатирам, и еве сепак сакам јавно да се заблагодарам да проектите кои што беа започнати од минатата влада, кои што се однесуваа во делот на патната инфраструктура и во делот на комуналните инфраструктури кои што се од исклучително значење за граѓаните на Струга, Министерството за транспорт, врски и екологија ќе ги продолжи. Така да добив одговор, јас сакам во интерес на граѓаните тоа да го прочита, дека ќе се работи или се работи на изградба на централен цевковод за фекална канализација селата Ложани, Биџево, Ливада, Деголовежда, Корошишта и пумпна станица во село Ложани, проект кој што е отпочнат од претходната влада и се планира да се заврши во 2019 година, како изградба на секундарна мрежа за фекална канализација во село Корошишта, Ливада и Ложани и поврзување со транзитниот колектор, истиот ќе се заврши во 2020 година. Кажува дека ќе се изврши рехабилитација на државниот патен правец 51208 на делница Охрид-Подмоле до кружен тек Еврохотел во должина од 8,55 км. Исто така овај проект од претходната влада, но го поздравувам продолжетокот на истиот. Кажува дека треба изведувачот е воведен во работа од 17.9.2018 година и дека истиот треба да се заврши до 17.7.2019 година, но добив информација дека нема отпочнување на работата на ова делница. Ќе бидам еве во текст со граѓаните, ќе видам кога и како ќе се отпочне со инвестицијата. Исто така кажано е дека ќе се дозаврши кракот од кружниот тек Еврохотел до Радожда во делот кој што не е направен, некаде 4,1 километар, и дека изведувачот е воведен во работа од 7.11.2018 година, но за жал нема активности на овај патен правец. За автопатот Кичево-Охрид сме разговарале подолго време и кажува министерот дека се во преговори со Светска банка и со Европска инвестициона банка за средства за локални инфраструктурни патишта и водоводи и канализации. И еве го замолувам министерот во моментот кога локалната самоуправа ќе аплицира со проекти за инфраструктурни проекти, ќе ве замолам за правична застапеност да ги има и населените места каде што живеат македонци. Делумно сум задоволна од одговорот и немам дополнително прашање. Пратеникот е задоволен.